Благодарам на репликата, почитувана колечке. Гасификацијата во Куманово требаше да биде досега. 30 години сте власт, ама не успеавте да направите. И уште 30 да биете, нема да успеете. Во однос на прочистувачите се наше амандманско барење, кои минатата година врз основа на амандмани ги добивме. Решение, почувствувавме анализите на институциите велат дека имаме сериозен проблем, барем да ги заштитиме најмладите. Меѓутоа би сакал една работа да ја повторам тоа што го спомна преска Македонија, земја на депонии и ѓубришта. Во земјата има над 300 диви депонии и 1500 селски буништа. Значи, врз основа на Центар за современи уметности, посетени се 200 депонии из цела Македонија. Според сознанијата до кои дошол центарот, на територијата на државата има преку 300 диви депонии и речиси 6 пати повеќе, односно 1500 диви селски буништа и ѓубришта. Како најзагрозени се Полошкиот, Скопскиот, Комановскиот регион, вашиот, понатаму потеченијето на реката Вардар, Гостивар, значи, како што реков, Полошкиот, Кичевско-Охридскиот, Струшкиот, Скопскиот дел, Брегалничкиот дел, значи нема дел на Македонија каде што немаме сериозен проблем во однос на тоа. Исто така и овие депонии и селски буништа на некој начин се извор за овие воздушни удишеме. Така да жалам меѓутоа како влада и како парламент во овој состав нема ништо направено. Има збор пратеничката Павлинчиќе